Почитувани граѓани, една и пол година проектот за реализација на универзалната сала е намерно стопиран од страна на ВМРО ДПМНЕ, мнозинството во Советот на градот Скопје и градоначалничката Данела Арсовска. Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија достави иницијатива за временно отстапување на правото на користење на универзалната сала од градот Скопје на владата и Министерството за култура со цел да се доврши реконструкцијата. Кога веќе Арсовска и ВМРО ДПМНЕ не се способни да го довршат овој проект, владата покажа интерес да ја заврши реконструкцијата и потоа објектот повторно да му го врати на градот Скопје. За жал, за ВМРО ДПМНЕ и овој пат политиката беше пред интересите на граѓаните, па мнозинството во Советот не дозволи тоа да се случи. Мнозинството предводено од ВМРО ДПМНЕ не гласаше ниту за донација на 100 преносни компјутери на градската библиотека Браќа Миладиновци, ниту пак за субвенции на граѓаните за набавка на инвертер клими, велосипеди и електрични тротинети. Ова е политиката на ВМРО ДПМНЕ и мнозинството во Советот на градот Скопје. Заглавени проекти со обраќаен хаос и негрижа за интересите и потребите на граѓаните. Тоа е резултатот на Данела Арсовска, градоначалничката за која лично Христијан Мицковски бараше гласови и лобираше кај граѓаните, представувајќи ја како успешна менаџерка. Срамен и скандалозен е односот на ВМРО ДПМНЕ и Арсовска кон градот и кон неговите граѓани. Универзална сала е важен објект за Скопје со кој израснале десетици генерации, објект символ на солидарноста кој сега пропаѓа само затоа што Арсовска и ВМРО ДПМНЕ овој проект свесно не сакаат да го довршат. Една и пол година Скопје тоне во безидејност и нема нови проекти, а не се реализираат ниту наследените. Ви благодарам.